Па јас гледам. Тргна на пат за Турција, за која посета тој самиот ќе изјави дека единствена цел му е заложбата за братство, диалог, разбирање на културите, религиите. Во Анкара го дочекаа снайперисти на сите страни, 3000 униформирани лица како обезбедување, како и повеќе од 20.000 муслимански демонстранти. 2005-та, папата Бенедикт изјави дека е против амбициите Турција да стане дел од Европската унија, ама тоа беше пред да стане папа. Заговорот пред известно време кажа дека бил погрешно разбран, но не се извини. И затоа му се лутат турците. Средбата со Вартоломеј, духовниот лидер на 250 милиони христијани, ќе оствари со цел за затврснување на христијанското единство. Ова романтична посета е да се смират односите на двете религии, а со тоа и подобро разбирање меѓу народите. Пред Ердоган папата ја поддржа Турција за влез во Европската унија, го дочека како вистински суперстар. Инаку најпродавана книга деновиве е Кој ќе го убие папата Бенедикт XVI во Турција. Роман фикција со над 300 страници, чиј автор опфаќа теми како масонската ложа, Опус Деј и се појавува како лик во романот Мехмет Али Акџа, човекот кој изврши атентат на папата во 1981 година. И после зошто мегаломанско обезбедување, за да прашаме. Папата Бенедикт XVI е во многу незгодна позиција после Јован Павле II. Претходниот папа беше сериозен активист и долгогодишен, така што остави голем печат на Римокатоличката црква. Сега новиот папа има проблем да ги исцрта териториите на кои што сака да го шири своето влијание. Мислам дека е представник на радикалниот католицизам и дел од ублажените изјави што ги дава во врска со Турција не кореспондираат со неговите реални ставови. Неговите реални ставови се долгогодишни и тие се оние што ги истакнате во вашиот прилог, дека тоа е малку пожесток кога станува збор за христијанството. Ми се чини дека неговата посета во Константинопол или Истанбул, како сакате да го наречеме, има голема символика за христијанството. Таа може да има значајна символика и за Македонија, бидејќи се појавуваат некои нови насоки за зближување, можеби некакво унијатство, односно некаква коалиција на христијанството на овие простори и исто така исцртување на линијата на судирот на цивилизациите. Така, 60 секунди помина за вас. 60 секунди за вас. Добре, поминавме без да сум да спомнат. Апсолутно ја поздравувам и ме радува ваквата посета на папата. Мислам дека во овај момент заради однесувањето на одредени поединци има една исламофобија во светот и мислам дека вакви средби каде што се иницира диалогот се повеќе од потребни, не само во односите на или специфично само за Турција, туку во однос на целиот свет, да се демистифицираат и протестите во Данска и она што и карикатурите, мора да се разговара, диалогот одговараат сите. Така. Затоа и заради диалогот и се организираат и лидерските средби, без разлика кој ги организира. Мислам дека е ова прав потез на место, на вистинско место отиде папата, диалогот е она што треба и не само каде што ќе разговараат за Турција, дали или да се извини или не, но мислам дека една порака која што ќе го разруши во овој момент стереотипот дека една масовна исламофобија што има во светот.